Вести на Канал 8, добар ден. Во рамки на проектот за искористување на нискотемпературните геотермални ресурси во земјите на Југоисточна Европа, ГеоСЕ, што е финансиран со средства од европските фондови за транснационална соработка, Кочани го посетија надворешни експерти ангажирани од страна на Македонското здружение за геотермална енергија. Според нив, општината е меѓу ретките локации во Европа со потенцијал за хибридно искористување на геотермалната вода и биомасата. Во работниот тим се вклучени и домашните универзитетски професори Сања Поповска-Василевска и Славе Арменски, како и членови на Институтот за обновливи енергетски ресурси при Украинската академија на науките, доктор Николај Жовмир, доктор Ана Диткивскаја, магистар Анастасија Барило и инженерот Александар Матвејчук. На состаноците во Кочани се разговара за потенцијалите на геотермалната енергија и биомасата заедно со енергетските потреби на идните корисници на топлинска енергија за затоплување со хибридниот систем геотермална вода биомаса. Кочани доаѓа како партнер од ИПА фондот за Југоисточна Европа. Значи, што е многу битно? Битно е дека општината тука учествува како рамноправен партнер. Значи, општината успеа самостојно да поднесе апликација и за таа апликација да биде успешна и да добие средства кои ќе ги овозможат сите овие активности. Кој е бенефитот? Значи, бенефитот е што општината стекнува искуство како да доаѓа до овие средства, како да обезбедува финансии за потребите на општината и граѓаните. А бенефитот се разбира со изработка на оваа студија ќе се стекне реална представа какви се можностите за реални инвестиции во обновливи енергетски извори. Освен еколошките, преку намалена емисија на јаглероден диоксид, придобивките од обновливите извори се и економски, преку намалување на трошоците за електрична енергија, но и социјални. Артистите отвараат нови работни места, ангажираат луѓе во собирање на биомаса, во производство на технологии и опрема кои што се потребни за искористување на тие обновливи енергетски извори, така натаму проектирање, одржување, значи сето тоа носи и социјални придобивки. За сега никаде во Македонија не функционира хибриден систем. Во цела Европа се познати само неколку вакви системи, што укажува на комплексноста на проектот и испитувањата. Правичните испитувања на потенцијалите даваат надеж дека Кочани може да стане дел од европското семејство на познати локации за хибридно искористување на обновливите енергетски извори. Податоците добиени преку пополнети прашалници ќе бидат предмет на детална анализа и врз основа на резултатите од овие анализи ќе се предложат техничко-технолошки решенија проследени со економски и еколошки анализи за функционирањето на идниот хибриден систем. Правичните детални податоци од анализата ќе бидат презентирани на традиционалната конференција на нискотемпературни геотермални потенцијали, што ќе се одржи на крајот на ноември во Кочани, во рамки на проектот ГеоСЕ. Серија кражби биле извршени синоќа во различни делови од градот. Ограбени се повеќе трговски дуќани, а неканетите гости ги посетили и домовите на кочанци. Кратците во Кочани синоќа не мируваа. Извршија серија провални кражби на трговски дуќани на улицата Тодосија Паунов во близина на шумското стопанство. Иако објектите се наоѓаат на прометно место, кратците со помош на соодветен алат ги разбиле влезните врати, без страф влегле внатре и украле дел од стоката. Собствениците на дуќаните дури изутрината забележале дека ги посетиле неканети гости кои им направиле материјална и финансиска штета. Вознемирени од случката, тие се уште правеа попис на она што недостасува, обидувајќи се да пресметаат колку се оштетени. Недостасуваат 2 акумулатора и неколку броја на каиши. Акумулатори се 95-ка. Да, баги позиција на каиши. Кога според вас е ово отприлика направено? Па сознанието се околу полноќ, затоа што има разбиено и друг дуќан до нашиот. Во полноќ, околу полноќ они слушнале некои звуци. Во еден од соседните дуќани за прехранбени производи, кратците влегле низ влезната врата, иако таа била заклучена, а клучот оставен на бравата од внатре. Не им представувало проблем ниту тоа што дополнително вратата била осигурена со метална шипка како резе. Влегле внатре и го украле дневниот пазар, кутиите со цигари од поскапите брендови, како и сите припејд ваучери за мобилни телефони.
Кратците посетиле уште неколку дуќани, фризерски салон, како и една здравствена амбуланта. Скоро беше разбиен дуќанот на докторката Јованка, ординацијата, и у близина фризерницата беше тука до намиката дуќано и фризерницата беше отворена. На 9 март собствената наша куќа и беше украден семејниот накет, целата куќа растурена, разбиена. Во текот на денот имаше уште неколку јавувања од граѓани чии домови синоќа биле посетени од кратци. Според првичните информации, во најголем дел од случаите украдени се метални производи од дворовите. Полицијата направила увид на местото каде се извршени кражбите, земени се траги од отпечатоци и изготвени се записници за украдената стока. Собствениците на дуќаните што беа ограбени бараат позачестена контрола, особено на јавните објекти, како и ефикасност во откривањето на сторителите. Неколку дена пред почетокот на новата учебна година, училиштата ги прават последните подготовки. Сепак, има забелешки за пропусти во околината на училишните објекти, што треба навреме да се отстранат. Земјоделска механизација и неуреден двор ќе ги дочекаат учениците на првиот ден од новата учебна година во село Грдовци. На секој ќош во училишниот двор се забележуваат плугови, рала, тракторски приколки и конски коли натоварени со сено, оставени во околината како грда слика на несовесноста. Освен тоа, тие можат да бидат и потенцијална опасност за најмладите за време на одморите меѓу часовите. Прашањето за комуналниот ред во дворот на подрачното училиште Никола Карев се најде како забелешка и на советниците, кои побараа проблемот навремено да се реши. Неколку пати е интервенирано, знам и од комуналните редари, меѓутоа мора да изнајдеме некое решение. Таму се паркирани плугови, дрлачи, се и се што од пола село и не можеме никако да се разбереме со тие луѓе. Сега ќе почне училишната школската година и тоа е потенцијална опасност за децата. Мислам дека треба да се преземе акција за тоа да се отстрани од таму и исто така и луѓе си отвориле недозволено влезови на кај училишниот двор од дворовите и таму излегуваат со секакви возила, со камиони, со се и никако не можеме да се справиме со нив. Од одделението за комунални работи се оградија од одговорност за состојбата во која се наоѓа овој, но и другите училишни дворови во општината. Самите училишта треба да се грижат за комуналната хигиена во своите училишни дворови. Меѓутоа, бидејќи општината за добро, пошто се работи за добро над дечињата кои што се во училишните дворови, секој пат излегува во пресрет на нивните пријави и кога ќе има некои вакви проблеми, каде што може ги решава. Дворот на подрачното училиште во Грдовци има два приоди, па населението неретко го користи како помошна сообраќајница за поминување од едниот на другиот крај од селото. Тоа ја загрозува безбедноста на децата, а од друга страна се оштетуваат и спортските терени што се користат за наставата по физичко воспитување. Во основното училиште Малина Попиванова свечено беше отворен Центарот за мотивација и инспирација како проект на Американскиот мировен корпус. Училницата е опремена со потребните технички помагала и ќе можат да ја користат учениците од повисоките оделенија. Комплетно реконструирана и опремена училница доби основното училиште Малина Попиванова со проектот на наставниот кадар и активистот на мировниот корпус, што е ангажиран во училиштето. Опремувањето на просторот се реализираше во текот на изминатата година и овозможи да се оформи Центар за мотивација и инспирација за изучување на англискиот јазик. Училницата ќе ја користат учениците од 5 до 9 одделение, затоа што наставничкиот актив оценил дека учениците од 1 до 4 се во фаза кога се уште учат и имаат потреба од постандарден, односно класичен пристап во наставата. Се очекува со помош на техниката и наставните помагала тие да бидат инспирирани и мотивирани да престојуваат овде и да го изучуваат англискиот јазик. Во моментите кога ќе нема настава по англиски, значи оваа просторија ќе биде наменета за секој ученик што сака нешто плюс да научи. Имаме можност и во договор сме со две училишта од Америка и едно од Британија за постојани скайп контакти на нашите ученици, нели, говор во живо со нивни ученици, што е извонредна пракса, поготово за понадарените, понапредните ученици, да го употребат знаењето во реален разговор со нивни врсници на кои што англискиот јазик им е мајчин јазик. Училницата нуди можност за вклучување на сите современи дигитални содржини во и надвор од наставната програма.
Освен тоа, опремена е и со мала библиотека со литература на англиски јазик, како донација од наставниците, како и наставни помагала за учениците кои се на 3 различни нивоа на познавање на јазикот. На отворањето на Центарот за инспирација и мотивација присуствуваа и представници од Мировниот корпус, кои изразија задоволство од реализацијата на целиот проект. Кочани е многу активна општина и досега во последните 2 години ова е 4ти проект на кој ние присуствуваме на отварањето на проектот. И морам да изразам голема благодарност и кон Љубица и кон Карен, бидејќи се смета дека овој проект е еден од најубавите, најдобро напишаните проекти за правење на ваков тип на училница во можеби во историјата на проектите кои ги давал Мировен корпус. Со парите што ги донираше Мировниот корпус, набавени се повеќе технички уреди, посебна табла и мебел за училницата. Незиното користење започнува со почетокот на престојната учебна година. Министерството за образование и наука објави втор конкурс за сместување во студентските домови за 2013-2014, со кои слободни се 3106 легла во 10 домови низ Македонија, за кои студентите од втора и од повисоките студиски години може да се пријавуваат до 6 септември. Од 6369 слободни места во првиот конкурс објавен на 15 минатиот месец, комисијата ги прифатила апликациите на 2147 студенти и толкав е бројот на пополнети места. Одбиените или не ги исполнувале условите, или немале целосна документација, или пак дале неточни податоци за примањата во семејството, што не се совпаѓале со тие од управата за јавни приходи. Некои апликанти си го зголемувале и просекот на оценките. За место во студентските домови низ земјава конкурираат околу 1000 студенти од микрорегионот. Престојот во студентски чини многу поевтино отколку во стан, а помали се и дополнителните главоболки. Помал дел од студентите се одлучуваат за приватно сместување, кое чини од 50 евра по лице па нагоре, не вклучувајќи ги сметките за струја, вода, интернет. Студентите во Кочани исто така се принудени да бараат стан или соби за сместување, иако реално имаат можност она што го бараат да го најдат по многу поевтина цена отколку во Скопје или Охрид. Полека се заборава на иницијативата за изградба на студентски дом во Кочани, на местото на старата касарна. Во храмот Свети Великомаченик Ѓорги и годинава ќе се служи молебен за успешен старт на учебната година. Молебенот ќе се одржи в сабота. Молебенот за успешен почеток на новата учебна година ќе се отслужи со почеток во 9 часот. На која што е најавено присуство на неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички Иларион, па така ги покануваме сите нели ученици, студенти, наставници и професори да повелат на заедничкиот молебен. Молебенот за успешен почеток на учебната година во храмот Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани е традиционален, а секоја година го посетуваат голем број ученици. И понатаму останува отворено прашањето околу работењето на јавните тоалети во градот. Обидот со монтажен објект делумно да се реши проблемот не се покажа како успешен, а останатите тоалети работат на границата на дозволеното. Монтажниот јавен тоалет, што минатото лето општината го постави до Центарот за култура, се уште стои на истата локација, без да ја извршува намената. Неговото поставување тогаш се оправда со потребите за манифестацијата Град на културата. Но протестот на граѓаните кои живеат во непосредна близина влијаеше постапката за негово профункционирање привремено да биде запрена. Сепак, прашањето за работењето на овој јавен тоалет во централното градско подрачје не доби соодветен третман, па беше актуализирано и на последната седница на Советот. Дали се размислува и дали може да се изврши релокација на самиот објект како би се ставил во функција? Од општината стигна одговор дека објектот не е заборавен, иако причината зошто не работи останува непозната. Ние имаме 3 такви јавни тоалети. За жал овој не проработи, на мене не е јасно зашто не проработи, затоа што толку ситно, уште утре ние ќе се погрижиме да тој биде отворен да проработи, заради тоа што за таа намена е таму поставен, целосна инсталација е поставена и тоа ќе го заврши. Сепак во текот на денот монтажниот тоалет кај Центарот за култура не беше пуштен во работа.
Другите два јавни тоалети, лоцирани кај градскиот пазар и во трговскиот центар, не се во завидна состојба, па вообичаено граѓаните ги заобиколуваат наместо да ги користат. Покрај непријатната миризба и лошиот изглед во внатрешноста и околината, нема ниту известување дека тука се наоѓаат такви објекти. Заради тоа, најчесто за своите потреби, дел од граѓаните ги користат скришните катчиња или напуштените објекти, како што е поранешниот хотел во центарот на градот или под мостовите во коритото на реката. На спортскиот репертуар викендов повторно фудбал. Се игра редовното коло во третата лига Исток. Во третото коло Осогово ќе атакува на нови 3 бода во надпревар што го игра пред својата публика против екипата на Баби. По успешниот старт и победите над работник Џумаилија дома и Карбинци на гости, во таборот на жолтосините владее добра атмосфера во очекување на уште еден позитивен резултат. Надпреварот се игра в недела со почеток во 17 часот. Во истиот термин се играат и останатите надпревари од колото. Се среќаваат Плачковица Чешиново, Тркања Слог 1934, Беласица Карбинци, Рудар работник Џумаилија, Брегалница Гола Каменица Саса и Астибо Напредок. Тоа беше последната информација и во овие вести на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Имајте убав викенд. Довидување.